кај населението во Македонија минатата година бил негативен и во градските и во селските подрачја. Според податоците на Државниот завод за статистика, најголемо учество во однос на вкупниот број раѓања има Скопскиот регион со 40,4%, а најмало Источниот регион со 5,8%. И во однос на вкупниот број умрени лица по региони, повторно најголемо учество има Скопскиот со 30,3%, а најмало Североисточниот регион со 8%. Од Скопскиот регион во странство лани се одселиле 2603 лица. Бизнис форум помеѓу представници на македонската и италијанската бизнис заедница се одржа денеска во Скопје, во организација на Министерството за надворешни работи и надворешна трговија и амбасадата на Република Италија, а во соработка со италијанската трговска агенција ИТА. На форумот, како што информира од амбасадата на Италија, присуствуваше бизнис делегација од 40 на италијански компании и финансиски институции, предводена од заменик министерката Триподи. Бизнис форумот е конципиран како еднодневен настан фокусиран на презентација на бизнис можностите во секторите инфраструктура, енергетска транзиција и циркуларна економија, дигитализација и технолошки иновации, како и финансиски инструменти за поддршка на инвестициите. Градоначалничката на Скопје Данила Арсовска јавно ја праша амбасадорката на САД дали е незгодно што на листата на ВИП гости што вчера биле на приемот има лица кои треба да се најдат на црната листа на санкции. Овие двајцава незгодно насмејани на фотографијава, за кои имаат институциите цврсти докази за криминал во најмалку 152 случаи и за кои се спроведуваат сериозни истраги во моментов, наместо да ви се на црна листа на санкции на САД, насочени против поединци и бизниси вклучени во корупција и нарушување на човековите права, ви беа во прв ред во амбасадата вчера, и напиша Арсовска на амбасадорката Агелер. Со инвестиција од 40 милиони денари во нова топловодна мрежа на СМ дистрибуција на топлина, во населба Александрија, нови 1000 стамбени единици ќе имаат можност да се приклучат на мрежата за парно греење. Целата активност е од витално значење за задоволување на растечките потреби за снабдување со топлина на објектите, како и за намалување на загадувањето на воздухот, сподели денеска градоначалникот на општина Ѓорче Петров Александар Стојковски. Аеродроми оваа година ќе доделува еднократна парична помош за семејствата чие дете е прваче во едно од основните училишта на територијата на општината во висина од 3500 денари. Рокот за пријавување е од денеска и ќе трае до 30 септември. Потребно е, како што соопштија од општината, сите семејства што имаат првачиња до архивата да поднесат потврда за запишан ученик заверена од основно училиште, фотокопија од извод од матична книга на родените за првачето, како и на увид лична карта или патна исправа на барателот. Започна исплатата на пензионерите од Кисела Вода, кои на своите сметки ќе добијат финансиска помош од 2500 денари. Ова го соопшти градоначалникот Орце Ѓорѓиевски, кој објави дека ги потпишал налозите за исплата на средствата. Финансиска помош добиваат пензионерите кои се приматели на старосна, инвалидска, семејна или социјална пензија, кои се жители на општината, а чии примања се помали од 22.640 денари. Еднократна помош ќе добијат повеќе од 3200 пензионери. Плочникот за соборниот храм во градски ѕид, како што информираше градоначалникот на Центар Горан Герасимовски, добил нов разубавен лик. Засадивме леандри, зимзелени и листопадни високи грмушки, ниски украсни растенија и шарен цветен расад. Се е внимателно одбрано за да се вклопи во просторот и да внесе разиграност, свежина и боја во урбаното јадро. Затоа што едно од најчестите барања на маалските средби е повеќе зеленило и уредени површини, напиша Герасимовски. Проектот општината низ детскиот објектив, каде што основците ќе креираат краткометражни филмови кои ќе бидат презентирани во деновите на општината, доби поддршка од Советот на Карпош. Следната учебна година при прославата на јубилејната годишнина на општината, учениците од сите 10 основни училишта, освен на ликовната колонија, училишните спортски игри, надпреварите по математика, ќе се надпреваруваат и преку режирање, креирање и создавање на филмови за општина Карпош.
Специјална филмска програма во чест на 75 години од основањето на Друштвото на филмски работници на Македонија почнува утре во кинотеката. До 18 јули со почеток во 20 часот, публиката ќе може да погледне играни и документарни класици, анимирани филмови и современи остварувања. Програмата ќе биде отворена со 2 филма на Столе Попов, документарецот Дае и култниот Тетовирање. Сите проекции се бесплатни. Во чест на 200 годишнината од раѓањето на Јохан Штраус, еден од најзначајните композитори на виенската класика, Македонската опера и балет на 5 јули на плоштадот Мајка Тереза ќе одржи гала концерт. Оркестарот Примоп ќе биде составен од 80 музичари под диригентска палка на маестро Винцент Спраксмарер и солистите Бригита Симон и Иван Наумовски, со репертоар составен од најпознатите валцери, арии и маршеви на Штраус. Заврши третата сесија од летната школа New Art Forum, организирана од Факултетот за ликовни уметности при УКИМ Скопје, под наслов Мултипликација на пејзажот, што се одржуваше во Лазарополе. Оваа година на школата учествуваа и студенти од Холандија, кои заедно со македонските од Факултетот за ликовна уметност истражуваа и креираа уметнички дела низ фотографскиот медиум, инспирирани од пејзажот како визуелна документарна и критичка форма на изразување. Групна изложба од овој настан ќе се организира при крајот на годината во галеријата на факултетот. Во рамки на 46-тото Скопско лето, вечерва од 20 часот и 30 минути во Музеот на македонската борба за самостојност ќе се одржи концерт насловен како Соло песни од шпански и француски композитори. Концертот е во изведба на Александра Коцевска мецо-сопран и Глигор Гелебешев пијано. Скопјанец синоќа загина во несреќа на пешачката зона на кеот на Вардар спроти паркот на франкофонијата. Според информации од очевидци, мажот бил прегазен буквално под прозорецот од својот стан веднаш откако излегол надвор. Страшно е што во моментот на трагедијата во близина имало повеќе од 30 деца кои се движеле и играле на кеот, затоа што можело да дојде до уште поголема несреќа. Очевидци кои споделуваат детали на социјалните мрежи тврдат дека мотоциклот со кој бил удрено лицето бил управуван од 2 лица кои побегнале. Скопјани и денес се печеа на сонцето. Температурата достигна до 38 степен. Иако во наредните денови се очекува и умерена облачност, сепак синоптичарите најавуваат дека температурите ќе растат и во следните денови и ќе надминат 40 степени. Сепак за време на предстојниот викенд има охрабрувачки вести дека во попладневните часови ќе има услови за локална нестабилна облачност со пороен дожд и грмежи.